Исплатата на регресот за годишен одмор во приватниот сектор е задолжителен за работниците и работодавачите од приватниот сектор, велат од Сојузот на синдикатите на Македонија. Регресот за годишен одмор е право воспоставено по пат на диалог помеѓу представниците на работниците, во конкретниот случај Сојузот на синдикатите на Македонија и представниците на работодавачи, и со оглед на тоа што се работи за правно уредена спогодбено со подпишување на колективниот договор, очекувано е работодавачите целосно да исполнат врската која доброволно е превзеле. Согласно член 35 од Законот за приватниот сектор од областа на стопанството, регресот за годишен одмор се исплатува во висина од најмалку 40% од основицата, под услов работникот да работел најмалку 6 месеци во календарската година кај ист работодавач, соопштува Сојузот на синдикатите. Основицата за пресметување на надоместоците на работниците, велат тие, представува просечната месечна нето плата по работник во Македонија исплатена во последните 3 месеци. Со колективен договор на ниво на дејност или колективен договор на ниво на работодавач може да се утврди регрес за годишен одмор во поголем износ од износот утврден во овој колективен договор. Регресот за годишен одмор се исплатува еднаш во текот на годината, а износот се утврдува според основицата која важи на денот на донесувањето на одлуката за исплата, се вели во соопштението. На барање на Сојузот на синдикатите на Македонија, владата прифати, велат тие, а работодавачите добија поголемо даночно ослободување при исплата на регрес за годишен одмор, а со таквото даночно ослободување до 80% од просечната плата е надмината пречката работодавачите да исплаќаат и повисок износ на регрес за годишен одмор од утврдениот износ во висина од 40%.